Највисоката затворска казна од 18 години ја доби поранешниот директор на БЈБ Митко Чавков. Полициските службеници пасивно постапувале за собраниските инциденти, образложи судиката Добрила Кацарска во изрекувањето на пресудата. Златната команда, односно Чавков, на 27 април единствената команда ја дал во 20 часот и 30 минути. Полициските припадници Митко Пешов и Душко Лазаров добија 15 години затвор. Толку време за решетки според првостепената пресуда треба да биде и разузнавачот Мунир Пепик. По 15 години затвор добија и собраниското обезбедување Горан Ѓошевски, Јане Ченто, Владко Трајковски, Никола Митревски Колјо. Една година помалку, односно 14 години затвор, кривичен му одреди на Вилијан Михајловски, 13 години за решетки за полицискиот припадник Оливер Поповски, по 12 години казна добија Игор Јуки Горан Джангеловски, дека една деценија ќе биде за решетки слушна полицискиот припадник Оливер Радулов. Под минималната затворска казна добија Александар Василевски Нинџа од 8 години, кој за време на судењето ја откри организацијата за 27 април и собранискиот обезбедувач Абдулфете Алими од 7 години затвор, кој помогнал во извлекувањето на пратеникот Зијадин Села. Кацарска рече дека од снимките презентирани во судот јасно се гледа упадот во собранието. Од сведоштвото на заштитниот сведок е произлезено дека инцидентите биле претходно добро организирани и платени, а главни таргети биле Зоран Заев, Зијадин Села и Дамјан Манчевски. Со фрлањето на предметите низ законодавниот дом, тепањето на пратениците новинарите, судот цени дека е предизвикано чувство на несигурност и страв кај граѓаните. Чувството на лична несигурност може да биде загриженост, стравување, парализирачки страв и да се однесува на несигурност на собствената личност, личните добра, личноста и добрата на блиските лица или имотот. Покрај умислата во субјективното битие на делото, како субјективен елемент на противправноста, несомнено влегува и намерата за загрозување на уставниот поредок или безбедноста на Република Северна Македонија. Не може кај граѓаните да не постои чувство на несигурност или страв меѓу останатото и од аспект што ќе произлезе од таквиот настан во собранието, па незалудно овој ден е наречен крвавиот четврток. Сликите пред се од раскрвавените глави ќе останат врежани во сеќавањето кај граѓаните. Ова е настан кој што за жал влезе во делот на историјата на Република Северна Македонија, кој што ќе биде запишан со црни букви. Кацарска во пресудата негодуваш на почетокот од судењето на обвинителна клупа дека имаше 33 обвинети за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност, од кои двајца помагачи, а по изгласувањето на законот за амнестија, 15 од обвинети станаа слободни луѓе, иако од снимките се види дека пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски ги отворија собраниските порти. Затворските казни кои ги слушна обвинетите за крвавиот четврток нема да стартуваат веднаш, бидејќи се осудени со првостепена одлука и имаат право на жалба до апелацискиот суд, а до произлегувањето на апелација пресудата не е правосилна. Сепак издржувањето на затворските казни ќе важат од денот на притворите, кои што им беа определени на обвинетите. Судењето за крвавиот упад во собранието почна лани на 22 август и траеше точно 6 месеци.